Во националниот систем Мој термин се воведува секција женско здравје, каде ќе бидат внесени сите извештаи од гинеколошките прегледи, како и од ехо на дојка и мамографија. Оваа измена е направена по заложба на лекарите гинеколози од Македонското лекарско друштво. Според нив, целта е на едно место, докторот што ја прегледува пациентката да ги види сите претходни гинеколошки испитувања. На наше барање во електронското досие на пациентките ќе биде додаден посебен дел кој што ќе се нарекува женско здравје, каде што лекарот кој ја прегледува пациентката може да ги види на едно место извештаите од гинеколошките испитувања, како и прегледите на дојка, ехо, мамографија, и во тек е дополнување на овој модул со опција за следење на ХПВ статусот на секоја жена. Што значи тоа? Тука ќе се добие увид по статусот на жената, дали таа е ХПВ позитивна, со кој тип е позитивна и дали каков е низиниот вакцинален статус, тоест дали таа била пред со почетокот од 2009 кога почнавме да вакцинираме, дали е вакцинирана и со кој тип на вакцина е вакцинирана. По повод неделата на борба против ракот на грлото на матката, лекарите алармираат дека на 100.000 жени на годишно ниво, според податоците од последните неколку години, 20 до 21 жена заболуваат од рак на грлото на матката, што е доста висок процент. Затоа велат, потребно е подигнување на јавната свест за што помасовна ХПВ вакцинација кај девојчињата и ХПВ примарен скрининг кај жените на возраст од 25 до 65 години. Што значи примарен ХПВ скрининг? Тоа значи дека на почетокот во одредена популација се земаат примероци од грло на матка и се тестира за присуство на ХПВ вирус, следено со негова генотипизација, односно одредување на генотипот на вирусот во смисол на тоа дали се работи за нискоризичен или високоризичен. Она што би сакал да го потенцирам е доколку тргнеме со нашиот здравствен систем, доколку тргне со примарно ХПВ тестирање, ќе треба да повнимаваме тоа да се одвива по строгите протоколи со строги тестови како што се предвидени, бидејќи од повеќе од 480 тестови достапни на пазарот, комерцијално достапни, само 14 се валидирани или парцијално или во фаза на валидација, од кои што само 4, например, се одобрени од Американската агенција за храна и лекови. Значи, на тоа ќе треба многу да се внимава. Зошто? Посебно внимание на тоа поле, бидејќи многу е битно доколку се одлучиме за ваков тип на примарен скрининг, сите лаборатории кои што ќе бидат инволвирани во тој скрининг да користат иста методологија, исти тестови, за да имаат компарабилни резултати. Во однос на вакцините, лекарите потенцираат дека процентот на вакцинирани не е доволен и оти мора да се подигне јавната свест за ХПВ вакцинацијата. 9-валентната вакцина се смета за откритие на 21 век. Затоа апелираат до граѓаните да не наседнуваат на бројните лажни вести и дезинформации кои се објавуваат во однос на вакцините. ХПВ вакцината е една можеби од најпоследните, јас би рекла, вакцини, бидејќи станува збор за вакцина која што покрај тоа што делува на инфективно заболување, а тоа е ХПВ инфекцијата, превенира развој на карцином. Најблиску до оваа вакцина е вакцината на хепатит, бидејќи дел со превенцијата од хепатит Б како инфекција, како вирус, се спречува и евентуален развој понатаму на хепаталниот карцином, но ХПВ вакцината е прва во исчекорот на така наречените терапевски, односно во овој случај профилактичка вакцина за карцином. И тоа треба така да го соопштуваме, заради тоа што кога имате можност да превенирате развој на карцином, тоа е всушност сите овие податоци што ги слушнавте, сите овие за жал поразителни бројки во однос на стапката, посебно во Македонија, она што јас го изгледав како последен податок е дека карциномот на грлото на матката во женската популација во Македонија помеѓу 15 и 45 години, онаа која што би ја гледала како ударна возрастна популација, е втор по ред, веднаш после карциномот на гради. Ракот на грлото на матката е четвртиот најчест карцином кај жените во светот и седмиот најчест рак воопшто. Според последните податоци, има повеќе од 604.000 нови случаи со ова заболување на годишно ниво.
Во 2020 година околу 604.000 жени биле диагностицирани со рак на грлото на матката широм светот, а околу 342.000 жени починале од оваа болест. Главната причина за рак на грлото на матката е постојаната инфекција со високоризични типови на хуман папилома вирус, исклучително честа фамилија на вируси кои се пренесуваат преку сексуален контакт. Неделата на борба против ракот на грлото на матката во Македонија ќе се одбележува до 29 јануари.